Од Истражувачка репортерска лабораторија, моето име е Давид Илиевски, а ова е 15-тата епизода на подкастот Разговор во редакција. Јас сум Бојан Становски, новинар во Ирала. И во првиот дел од овој подкаст заедно со нас во студиото се Александра Денковска, новинарка во Ирала. Гоце Трпковски, новинар во Бирн. Гоце е наш драг колега, со него имаме соработувано на повеќе приказни претходно, тој работи за Призма, кој се дел од Бирн, Балканската истражувачка репортерска мрежа. Денеска е со нас во студиото затоа што имаме една тема која што ја работеше минатата недела, односно секој пат некако последниве неколку епизоди викаме ова не се баш теми кои што ги работи Ирала, ама ова е баш тема која што многу време ја следиме, многу време ја работиме, голем дел од редакциите ја работат, меѓутоа станува збор за урбанизам и односно поточно неконтролирана урбанизација. Поентата, односно од каде тргнуваме со темата е новиот детален урбанистички план за населбата Лисиче во општината Аеродром. Александра, прв пат си со нас во подкастот, како се осеќаш? Супер. Добре. Знаете, Гоце објави текст минатата недела кој се вика кој ги крои урбанистичките планови во Скопје, па ја мислам од таму дека може да почнеме, Бојан. Кој ги крои урбанистичките планови? Официјално урбанистичките планови ги кројат општините со тоа што нарачуваат планерска куќа да ги направи, даваат насоки некакви, планерската куќа ги прави и потоа општинскиот совет ги усвои. Мислам има тока 20 на чекори кои што треба да ги исполнат пред тоа. Треба да оди во МВР за сообраќај, да добие одобрение, односно позитивно мислење околу заштита и спасување и многу други чекори. Но на крајот се сведува на тоа што општината ќе одлучи и што општинскиот совет ќе прифати. Тоа е официјално кој ги крои. А кој има корист, можеме да видиме тоа кој прави најмногу бизнис откако ќе се усвои некој урбанистички план. Тоа се големите градежни компании кои што инвестираат во еден од најпрофитабилните бизниси во Скопје во последниве 10 години. Сигурно тоа е изградба на стамбени згради. Па затоа и така го почнавме разговорот, затоа што некако цело време гледаме дека секој пат кога станува збор да се планира урбанизмот и урбанистичките политики во државата, особено во Скопје каде што е најразвиена урбанизацијата, гледаме дека многу ретко се запазува интересот на граѓаните, а почесто се запазува интересот на неколку градежни компании. Александра, си работела на повеќе приказни, можеме ли да кажеме дека ова е пример и во други општини низ градот? Како гледаш на темава? Во сите. Значи, нема една општина каде што ова не е истата ситуација. Така беше со урбани атентатори што се правеше во Карпаш, така со центар, малечки парцели, големи парцели, Холидеин, секаде. Во последно време и во Бутел. Мене ми е интересно кога се даде една прецизна дефиниција како се крои урбанистички план. Детален урбанистички план, ама игра ли политиката тука улога, па за да се искрои урбанистичкиот план онака како што треба да изгледа по можеби нечии зацртани интереси однапред? Бидејќи кога го читав текстот кој го напиша, открива одредена лукративност на компанијата која сака да изгради најголемата 12 катница. Па да, тоа беше интересно. Всушност, по навика некако кога ќе видам нов детален урбанистички план и ново предвидени површини за развој, како што тоа можеби и се нарекува, првиот инстинкт е да провериш како стои состојбата таму во катастар, односно кои ги поседуваат тие имоти. Меѓу другите собственици, таму имаше повеќе собственици, добар дел од нив воопшто никогаш не биле со градежниот бизнис поврзани. Мислам дека речиси никој освен можеби еден, двајца исклучоци. Ова збориме за тоа место каде што е во Лисиче, што е сега празно и што треба да прерасне во нова градилиште. Добро, да појасниме малце за слушателите, за гледачите, станува збор за потегот Каршиџевајр зградите. Практично доаѓа дијагонално од зградите, односно дијагонално од тој крстот што го направи пред неколку години. Тој дел од Лисиче во моментот воопшто не е урбанизиран, таму само има куќи, и дел се куќи, дел се трошни гаражи, дел има ниви. Добро, може ли малце да ни сублимираш, за да не го раскажуваме јас, Давид, чисто поводот за Призма, за Бирн да го објави текст? Поводот беше тоа што овој пат, за разлика од други случаи кога не било тоа толку јасно чив би бил интересот кога ќе се донесе планот, овој пат беше јасно бидејќи одредени градежници веќе се позиционирале таму однапред, уште пред да биде донесен
Јас ги сконтактирав и ми одговорија дека тие воопшто не знаеле, туку случајно купиле земјиште што во катастар е како земјоделско запишано и дека одеднаш така нив се погодило да се нацрта во дел од нивните парцели највисоката зграда и да им отвори можност понатаму нели да се договорат и со другите сопственици и да изградат таму. За кого станува збор? Која е компанијата која што ги купува? Тоа беа сопствениците на компанијата Golden Art. Односно собствениците ги купуваат нивите, а тие се собственици на компанијата Golden Art, која што од Макарши булеварот во моментов гради комплекс на згради кои што се Заедно со друг партнер. заедно со уште еден партнер, меѓутоа станува збор за огромно здание на згради кои што 4-12 катници. 4-12 катници. Приземје 10 ката и подкрвје. И сега она што го гледаме во новиот детален урбанистички план, кој што мора да напоменеме дека се уште не е изгласан на Совет, гледаме дека се предвидува исто такви згради и на другата страна од булеварот, што би значило дека некако ќе се направи како два ѕида од двете страни на булеварот, затоа што кога се поминува сега од таму покрај крстот се гледа вака дека е буквално затворен цел булеварот таа страна. Значи се предвидува истото што се гледа и на другава страна, така? На другата страна тие другите згради се по 8 ката колку што се сеќавам, но да. Се како што ќе има на едната страна, нели, ред од згради, така и на другата страна. Значи се задзидува булеварот. Добро, како некој да знаел што треба точно да направи, кој каде требал да купи и кој што може да очекува. Сега наред е општината со тоа што има над 100 приговори по однос на планот. Комуницираш најверојатно со граѓаните кои алармира и го дигна на ниво како луѓето од влаја што се побунија и слично. Кои се нивните очекувања по однос на тоа што го доставиле како забелешки до општината и каков е, да речеме, односот на советниците, не е битно дали се опозиција или позиција во однос на ова прашање? Нивните очекувања се да се извршат зградите. Значи ништо помалку од тоа. Од она што јас разговарав со нив, тоа се нивните очекувања, дека тука не треба да има згради, бидејќи тоа било населба со куќи, таков џид од згради стравуваат дека ќе го намали протокот на воздух, во Лисиче загадувањето е огромен проблем веќе долго време. И тоа им е, како да кажам, дури минималното очекување, едноставно да се избришат односно зградите што се предвиделе сега во неконечниот план, во конечниот да ги нема. Ниту тие што се сега во нивите, односно во некаква си тампон зона меѓу булеварот и првите куќи, ниту тие што се предвидени покрај другиот булевар во Лисиче, 12-та Македонска бригада, каде што се предвидува првиот ред куќи да станат згради од по 5 ката, мислам дека беа. Така што нивното очекување е тоа и не сака да слушнат за некаков компромис во кој што би биле помали згради или поинаку би се уредило тоа, затоа што сега слушаме и од општината и од градоначалникот еден одговор постојано, сепак тоа е мал дел, 95% ќе остане куќи, но сега е 100% куќи, така што ова 95% што ќе остане не е тоа некаков подарок или нешто, туку пак е намалување, односно тие го гледаат како намалување на квалитетот на живот од она што во моментот го имаат. Јас имам, извини, во контекст на едно прашање. Има во одговорот на општината што ти одговориле дека граѓаните од таму сами барале да се донесе планот и сами барале урбанизација на место сретнати такви граѓани, комшииве се знаат меѓу себе, валјда кој барал, што барал? Не, дури и односно тие не ги знаат сопствениците на земјиштата, на празните земјишта. Сопствениците на празните земјишта не се локални жители, односно барем според протоците на катастарот, имаат адреси во сосема други делови од Скопје. Тие што се таму во првиот ред куќи што ќе добијат можност да прават згради ако помине ДУПот, како што ми пренесува, биле изненадени дека такво нешто воопшто се предвидува и дека нема ли некој интерес. Тоа се куќи што секој ако отиде да види, ќе види дека се релативно нови и е доста инвестирано во нив, така што тешко дека би им дошло до тие пари да... Не, само на ова да се надоврзам, затоа што го разговаравме пред подкастот, де факто тој дел од населбата треба да се урбанизира. Така станува збор дека има потреба од некаква урбанизација и да се почне да се отпочне некаков процес. Меѓутоа има многу голема разлика помеѓу хумана урбанизација и бетонизација. Кога ќе го погледнеме тоа што е нацртано во моментов во деталниот урбанистички план, гледаме само многу згради, а малку хуман урбанизам. Така да од тој аспект дури и да има луѓе во населбата кои што побарали биле вклучени во градењето на деталниот урбанистички план, ова што го гледаме во моментов на хартија, според мене барем лично не изгледа така. Така да мислам дека треба
треба да ја согледаме таа дискрепанција и да ја адресираме дека има разлика помеѓу урбанизација и бетонизација кој што се Малку се зборуваше за тој аспект на планот. Всушност тој опфаќа еден добар дел од населбата кој што бил уште пред 30-40 години диво изграден во продолжение на плански изградената населба. И тие диво градби со оној закон од 2011 во меѓувреме биле легализирани и следен чекор нормално е дека треба да се внесат во некој дуб. Тоа е некоја регуларна процедура предвидена со законите. Меѓутоа никаде во таа процедура не е неопходно да се вметне и изградба на згради. Тоа е направено исклучиво по желба на тие што ги носат одлуките за урбанизација на тој дел. Добро, пред да стигнеме околу надлежностите на општината, сепак на крај главниот збор ќе го има општинскиот совет и општината. Кои се Golden Art? Се прилично голема компанија која гради во главно низ аеродром. Останува незабележано. Како да им е омилена населба аеродром, без разлика кој градоначалникот, која политичка партија на власт. Јас кога се сеќавам најмалце 10 години се активни таму со високо градба и тоа со под 10 ката згради. Во оној дел од стар аеродром за кој што милион приказни се раскажани како тие трошни двоспратни бараки станаа 10-катници кои што буквално не знам јас како зборуваме за старите војни бараки. Да, за старите војни бараки. Таму беа мощни активни најмалце 3 или згради има или повеќе. Мислам дека таму има и седиштето на фирмата. До American College заедно со партнер направија 3 згради, односно еден комплекс со 3 ламели. Градат и каши овие локации сега, значи во продолжение на булеварот Србија, пред еден објект на Житолукс порано беше. И исто така имаат имоти во фабриката Треска и таму се уште не се гради, меѓутоа кога се разговараше околу тоа како да се промени тој дел од градоност, како да се смисли некое похумано урбанистичко решение, тие излегуваа, или барем кога беа прашувани, категорично велеа дека не смеат да им се нарушат стекнатите права, стекнатите интереси што ги имаат таму и дека не може... Прваме за Треска сега. Да. Така што таму има во моментов актуелен проблем, се исто треба да се адресира и тоа, меѓутоа станува збор од ова што го кажуваш ми личи дека без разлика дали е СДСМ на власт во локалната самоуправа или ВМРО-ДПМН некако успеваат цело време да имаат позиција во која што е поволна за нив. Станува збор за Ивица и Роберт Јакимовски, двајцата собственици на Golden Art. Ивица Јакимовски исто така и претседател на градежната комора во делот на Сојуз на стопански комори. И станува збор за влијателни луѓе кои што имаат позиција да седат на маса со луѓето кои што имаат памок да одлучуваат и од тука се поставува прашањето дали ова се луѓето чиј интерес ќе се гледа при градењето на урбанистички политики, без разлика дали станува збор за аеродром или за центар каде што е фабриката Треска. Не знам како гледате на ова. Затоа што мене ми е малце проблематично кога ќе видам дека цело време едните исти луѓе, едните исти градежни компании успеваат да се дел од овој. Една клучна изјава најдовме од Ивица Јакимовски кога станува претседател на градежната комора, тоа е на 8 октомври 2020 година, ќе го цитирам, тоа е на официјално на стопанската комора, вика: "Итно, без одлужување треба да се преземат две важни активности. Прво, да прекине мораториумот, се мислеше на градењето, за градба во општините, бидејќи оневозможува работата на градежните компании и тие трпат големи штети, и да се забрза со донесувањето на деталните урбанистички планови во општините каде оваа постапка веќе е започната." Што значи како да најавил како да нарачал што треба да се направи. Затоа го спомнав ова од аспект на тоа што на булеварот, каде треба да се гради булевар Србија, има и цевковод, тоест гасовод, кој ги поврзува со газ големите фабрики Усија и Железара. Сега зошто го зборувам ова? Затоа што општината најверојатно го знаела тој податок, кога се изготвувал планот, и акционерското друштво Номагаз посочува дека аеродром кога го изготвувала планот побарала од нив податоци за гасоводната инфраструктура. Значи тие известиле дека таму поминува цевковод кој потоа ако се отстрани треба да го отстрани самиот инвеститор и е многу скапа играчка. Со тоа што значи дека општината подолго време знаела што се планира на потегот за кој пишуваше Призма. Да, така сугерираат овие околности што ги спомнавме. Мислам нормално 3 години го прават планот. Прв пат тој бил донесен. Зошто би нацртале згради ако поминува гасовод таму? И особено ако им било кажано дека не смеа да. И ако има официјално известување од Номагаз дека е многу тешка и скапа
постапка за истото да се направи. Зошто би ги нацртале зградите во планот по секоја цена? Па, Зошто некој купил најверојатно земја таму? ако инвеститорот е доволно моќен, веројатно, иако може да го покрие тој трошок, веројатно би го... многу скап процес. Кој најверојатно и државата не би си можела да си го дозволи, а камоли приватен инвеститор кој би требало Мене да ми е го направи. нереално дека доколку општината знаела, а според изјавата на Номага знаела, им било кажано дека поминува гасоводот под парцелите, ми е нереално зашто општината би се нафатила воопшто да ги нацрта тие градежни Токму тоа маркици ми таму. беше Никако ми е нереално, така да ќе го имаме во вториот дел и градоначалникот Тимчо Муцински, ќе можеме да поразговараме малку за овие работи поконкретно. Сепак го се кажа дека планот не е нацртан само во мандатот на Тимчо Муцунски, туку и на неговиот претходник, меѓутоа сепак тој е сега на позиција каде што има мог да одлучува и да ги адресира проблемите кои што ги посочуваат медиумите. Ево, смени планот. Па, една од опциите. Тогаш почнала процедурата. Значи, процедурата трае долго. Содржината кога се утврдувала оваа содржина што излезе на јавната анкета, тоа тешко дека би можело да биде во мандатот на Златко Марин. Поверојатно е дека дали на почетокот на мандатот на градоначалник, сегашниот градоначалник или малку подоцна, бидејќи сепак и тој планер му треба време дека ќе собере сите податоци и дека како подготви овој документ што е ставен на јавна анкета. Јас последен пат кога бев на увид на планска документација за ДУП во општина Карапаш беше 2 години целата процедура. Од почеток на почеток, цртањето? да, од кога е ставен првично на Добро, седница, затоа па знам дека Гоце долго време пишуваш тематика на поврзана со генерални урбанистички планови и детални урбанистички планови. Приказнава која објави, а и сето тоа што се објави во јавноста, некако како да укажува дека градежниците, бизнисот во спрега со политиката знаат која нива треба да ја купат, знаат како планира општината да се развива дури и на маргините на општината, како во случајот во Лисиче. Покажува ли таа спрега на бизнис и политика за некој однапред случајно да купи 1000 метри квадратни нива и да некој да таму да уцрта 12 катница? Па во спротивно би требало да веруваме дека премногу случајности се случуваат. извини, ама тука може да се спомнат и планерските куки, пошто мислам дека и они се доволно покажаа дека се доволно инволвирани во целата оваа работа. Дека понекогаш дури на своја иницијатива во соработка со бизнисот го прават тоа. Да, Ама мислам, секојаш Така треба... да. излезе и Да. излегоа информации за сопственичка поврзаност на планерски куќи и Да, градежни фирми. така. Мислам. Не во случајот со Не се сеќавам. Голден Арт се уште. Овој план кој го изработи? Која планерска Тајфа план. куќа? Тајфа. Добре, што Ама добро, на крај нема амин без политика. Сето тоа не може Точно. без во совет, советите нажалост кај нас во општините се исклучително политички организации. Ова е добар момент за никаква нешто да спомнам друго. одговорност. Како новинари никогаш не веруваме во случајности, така да добро е да ги следиме овие теми повеќе. Малце околу делот на новинарската работа сакав и да поразговараме. Како кога работеше темава, ова конкретно да почнеме, нели нормално се обрати во општината, побара да ги погледнеш документите кои што се делат од општината, беше ли респонзивна општината, беше ли лесно да се дојде до овие документи и продолжиме понатака да разговараме на оваа тема, затоа што и ние сме работеле многу теми во делот на урбанизам и она што го гледаме ние како заклучок е дека пенетрацијата од страна на градежната индустрија во локалната самоуправа е многу голема и тоа ја отежнува новинарската работа да може да истражува вакви теми. Какво беше твоето искуство на оваа тема? Во овој сум имал ја потешкоти да затоа. дојдам до документи од урбанистички документи од општини да ги барам, да ги чекам или да добијам нешто што не сум го побарал, односно помалку од она што сум го побарал. Во овој случај не беше така, бидејќи се уште траеше јавната анкета. Имавме среќа да го фатиме предпоследниот ден додека траеше јавната анкета. За среќа се појави таа група на Facebook да го заштитиме Лисиче, која што ги објави информациите. Тоа стана нели пракса веќе во Скопје, кај има нов ДУП, има нова граѓанска иницијатива. И уште веднаш отидов во училиштето каде што беше изложено, таму ги имаше сите информации, нели, изложено, веќе доаѓаа луѓе, бидејќи дознале од кога половина, наводно од кога половина анкета веќе поминала, имаше луѓе, имаше и човек што беше задолжен да ги одговара сите прашања, ги одговараше, така да тоа беше мощно лесно. Со градоначалникот... Во други случаеви? Во други случаеви, да, имало проблеми кога, например, ќе се побара некоја информација и се чека, односно дури и кога ќе побараме информација со она барање за пристап, кој ќе одновеме точниот документ што треба да се наведе, што треба само некој да отвори фиока, да го ископира и да го прати, да чека 20 дена и потоа
да прати нов документ што е направен или што не ја содржи точната информација која што сме ја побарале. Така што да. И уште една работа. Стигна извини до делот и со градоначалникот. Да, ја го прекинав, извини. Да, веднаш искомуницира со градоначалникот, значи немавме никакви проблеми во тоа да добиеме одговор. Ми кажа да му ги пратам прашањата што ме интересираат, назначи човек што ќе ми ги одговори за неполн час или така нешто, остана уште, бидејќи се јавив и во фирмата да ги прашам нив, остана уште од кај нив да добиам одговори да ја склопам таа приказна што има, веќе разговарав со граѓаните, веќе ги видов документите и така натаму. Така што во тој дел, во овој конкретен случај, се тоа беше брзо, меѓутоа тоа беше актуелен случај кој што се одвиваше, за кој што веќе се пишуваше, се интересира голем број екипи. Сега нормално ние како редакција што не следи дневно информирање, отидовме малку поинаков аспект да дадеме на случајот, но сепак немаше проблеми со комуникација, ги дојдев одговорите. Да, еден од одговорите беше дека на времето жители од Лисиче побарале да се донесе ДУП-от, немаше конкретно кои жители, тоа се уште нема таа информација, но генерално беа респонзивни, оно колку што може да дадат истиот ден, истиот час, тоа што требаше информација. Добро, ги имале ли воопште на аеродром предвид земено податоците за загадувањето на Лисиче? Може би најзагадена населба во светот. Ето, веројатно ќе треба градоначалникот. Треба да го прашаме градоначалникот. Се враќам на делот за новинарската работа, уште една интересно што сакав да се надоврзам е дека она што е проблематично многу кога станува збор за работата кога истражуваме, да речеме, теми од урбанизмот, сме имале многу случаи во различни општини. Тоа ни се случи во општина Аеродром кога работевме темата за изгубените квадрати во компанијата Дор Engineering. Праќаме прашање во општината, барање за пристап до информација од јавен карактер или било што и да е, конкретно за одредена парцела или за одредена зграда. Во неполни неколку дена градежникот е веќе известен од страна на општината дека одредена редакција работи на таа тема. Така да се враќам пак на тоа, да. Во општина Карпаш беше за 2 сати. Истото ти се случи? Да. Во општина Карпаш за 2 сати. За кој дел станува збор од општина Карпаш? За Кино Влај, мислам дека беше кога работевме. Значи, Прашање фирмите имаат испративме, јатаци по општина. Прашање испративме, неполни 2 сати, се јавија. Така да една од работите која што ги сугерира ова е дека на вистина гледаме една директна заедничка работа помеѓу бизнисот и политиката. Тоа повторно ќе кажам, може да не се гледа како проблематично, се додека граѓаните се задоволни од урбанистичките планови и од урбанизмот кој што се крои како политика во делот на општините. Меѓутоа, она што го гледаме, затоа што да речеме ИРЛ има пријави стигнуваат од граѓани нормално како дел од она кампања пријави во ИРЛ. Огромен број, ако не и мнозинството од пријавите, се пријави кои што го таргетираат урбанизмот. Зборуваме дека можеби секој втори или трет граѓанин во Скопје конкретно, затоа што таму е најпроблематично со урбанизмот, е незадоволен од тоа како се урбанизира градот. И затоа што мора да го привршуваме првиот дел за да дојде градоначалникот. Сметате ли дека има начин на кој што може да се воспостават правила и да се најде нов систем во кој што ќе функционираме и барем ќе го вратиме овој процес во некаква нормала. Затоа што се гледаме дека истото ќе се случи во Треска, доколку градоначалникот Герасимовски не изреагира на време. Како го гледате решението, Александра? Не знам како го гледаме решението, ама прво е да кажуваме дека они бетонизираат, не урбанизираат и не водат урбани политики. Пошто урбана политика не е ти на било кое празно место да земеш и да нацрташ зграда и тоа да биде тоа. Мислам дека нема, не знам како кажам, нема генерален план, концепт, една општина за тоа како треба да изгледа општината и да се води по тоа. Кој бизнисмен ќе дојде, со каков интерес ќе дојде, они тоа го прават. Тоа валјда е првото нешто што треба да се прекине, за да може од некаде да почнеме нешто. Овој пример во Лисиче ствари може да покаже како треба да се прави, бидејќи е изреагирано баш на време. Затоа што се уште е планот на јавна анкета, се уште не е ова конечна верзија, се уште се можни секакви измени какви што би се договориле со граѓаните. На времето, например, кога работевме пред 10 или 15 години вакви теми, многу често луѓето дознаваа дека ДУП некој имал кога ќе дојдат багери кои ќе заградат градилиште и тогаш дознаваа дека до нив ќе се гради зграда. Сега веќе
И со социјалните мрежи тоа многу се смени, секаде во некоја населба има барем некој што се разбира од урбанизам, па се Сега веќе организираат. сите читаат план. Сега веќе да, и сите читаат планове така што имаат поголем пристап до информации да ги дознаат работите на време. Само транспарентност е решение. Ако дознаат граѓаните на време, ќе може да изреагира да речат ова ни се допаѓа, ова не ни се допаѓа, ова не смее да се дозволи, ова смее и да може да се донесе поголем план. И во тој случај нема да дозволат на овие големи градежни инвеститори да стекнат права, бидејќи тоа е клучната работа во целиот овој случај и во сите други случаи. Например, порано кога разговаравме со градоначалникот Марин, што беше претходник на сегашниот градоначалник, со многу други, дури кога траеше на иницијатива на Општина Центар за ревизија на ДУП-овите, која што делумно успеа, делумно не, секогаш оној поим стекнати права беше клучен. Во смисол, јас на оваа моја парцела имам нацртано зграда од 8 ката со толку квадрати, која што вреди, не знам, 4-5 милиона евра. А ако некој сака оваа зграда да ја нема, нека ми ги плати тие пари и јас ќе се откажам од градење. Како што нели сега и бара овие Пуцко Петров во општина Карпаш исто така. Значи он веќе стекнал право на некоја вредност и си ја бара таа вредност. Нема е важно дали ќе градени, не важно е да си ги зема парите. За да може ги Во моментов таму не постојат стекнати права. Единствено право што тие во моментов поседуваат таму е нива. Кое што може, ама и не мора да Не стане мора, да. градежна парцела. Значи добро е граѓаните да реагираат на време, транспарентноста е важна. Во овој случај имало транспарентна постапка, граѓаните и медиумите на време алармирале, останува сега на градоначалникот да ги адресира овие работи. Така да во следниот дел може мислам да преминеме на Тимчо Муцунски со кој што ќе разговараме дали е подготвен да Ба, да да го видиме застапи што интересот е- на граѓаните или интересот Така, на што е градежните поважно, компании. јавниот интерес или политичкиот и бизнес интерес на одредени поединци? Гоци Александра, ви благодарам, идеме на вториот дел. Фала. Тимчо Муцунски, градоначалник на општина Аеродром и подпредседател на ВМРО ДПМН. Ти благодарам што прифати да си дел од овој подкаст. Благодарам за поканата и можноста да разговараме на повеќе разни актуелни теми. Сметаш ли дека деталниот урбанистички план во Лисиче кој што го разговаравме пред малку ги адресира потребите на граѓаните или па ги адресира проблемите на потребите на градежната индустрија? Па, добро, вака кога разговараме за урбанизмот општо кажано, тоа е едно од клучните надлежности на секоја единица на локална самоуправа која што треба да се грижи да има урбанизам кој што примерно ќе се грижи за хумен развој на општината, за создавање на подобри услови за живење на жителите во нејзе, за решавање на дел од проблемите и предизвиците кои што ги имаат жителите во општината, а кои што се поврзани со нови урбанистички решенија. И јас уште во текот на кампањата за градоначалник, уште начинот на кој што почнав да ја практикувам работата и функцијата градоначалник, кажав дека ќе се грижиме за хумена урбанизација. Истовремено кажав дека ќе има урбанистички развој на општина Аеродром, надвор од централното јадро на општината, бидејќи кога зборувате за урбанизмот, исто така и покрај градбата има и други фактори кои што ќе треба да се земат во предвид при одлучувањето дали на некоја локација ќе има или ќе нема градба, капацитети на училишта, капацитети на градинки, често запоставени прашања во урбанизмот во последните години, но што не се помалку битни. Конкретниот предлог детален урбанистички план за кој што разговараме е урбанистички план за кој што иницијатива е прифатена на Совет на општина Аеродром во 2019 година. Таа одлука е објавена во службен гласник на општината во 2019 година. И практично со таа одлука, доколку го отворите, тој дел од населбата Лисиче, не е тоа цела населба Лисиче, еден градски четврт во населба Лисиче, доколку го отворите законот за урбанистичко планирање, доколку ги отворите параметрите на генералниот урбанистички план за тој дел од градот, станува јасно дека е дел од градот кој што е планиран за живење, односно градежно
земјиште, се тие локации. Збориме целиот- според генералниот урбанистички согласно план, параметрите кои што ги дава генералниот урбанистички план. кој што е веќе застарен и кој што доцна се донесе, за збориме за Но стариот. тој е во сила. Не ми го одговоривте прашањето вака поконкретно. Чиви потреби, вака како го погледнеме сега предлог деталниот урбанистички план, чиви потреби адресира? Вака според вас лично, ги адресира потребите на граѓаните кои што живеат во таа населба или ги адресира потребите на еве да речеме Golden Art која што има таму земјиште за да гради зграда од 8 ката? Јас сум убеден дека кога ќе има конечна верзија на тој детален урбанистички план, дека тој ќе биде урбанистички план што примерно ќе ги адресира потребите на сите жители на општина Аеродром, примерно на тие што живеат таму, но и на сите ние кои што гравитираме во рамките на целата општина. Така да почекаме да видиме каква конечна верзија ќе имаме на тој урбанистички план, па потоа да можеме да носиме конечно расудување за тоа дали е тој добар урбанистички план или лош урбанистички план. Мене што ме радува е дека процесот се води многу транспарентно. Практично веќе во вториот, третиот ден пробуди голем интерес. Се поднесени околу 100 анкетни листови, од кои што не сите, но има голем дел од нив кои што се суштински анкетни листови, што мислам по суштински анкетни листови. Граѓани кои што кажале, најчесто забелешките на граѓаните, тоа можеби за јавноста поинтересно да дознае, е поврзана со улиците и начинот на кој што е решено планирањето на улиците во рамките на тој урбанистички план. Има забелешки за одредени локации, каква намена имаат тие, има забелешки за одредени улици, има и низа забелешки кои што мене лично, ако ме прашате, се повеќе политизирани. Една реченица, не ми се допаѓа овој детален урбанистички план, што е прилично општо, значи, но има прилично легитимно. Легитимно, но општо треба вие во анкетен лист да кажете што е тоа точно што не ви се допаѓа во урбанистичкиот план. Градоначалник, можете ли вие точно да кажете добар ли е предлогот или не? Ова е предлог кој што согласно тоа што го видов од анкетните листови на граѓаните и согласно јас во последните денови имав многу комуникација директна, средби со граѓани кои што живеат таму, во наредните денови имам дополнителни средби закажани. Ова е урбанистички план кој што според мене, ако се земат во предвид ставовите на граѓаните во анкетните листови, може да се подобри. Јас сум како градоначалник, тоа еве кај вас прв пат јавно ќе го кажам, сум подготвен колку пати е потребно да се организираат јавни анкети, ако треба 5 јавни анкети, ако треба 6 јавни анкети, за да стигнеме до најдоброто возможно решение за урбанистички план на таа локација. Знаете како е, не само со урбанистичката политика, со секоја политика. Никогаш нема да имате решение каде што сите ќе бидат задоволни. Но треба да имаме решение кое што ќе служи за доброто на општината и за доброто на граѓаните кои што живеат во општината. Тоа сакав да кажам, не станува збор за дали ќе им се допаѓа на сите или нема да им се допаѓа. Туку станува збор за дали ќе биде добро или лошо решение. Кога станува збор за добро или за лошо, јасни се стандардите. Не е прашање на дискусија дали јас мислам дека е добро или вие мислите дека е лошо. Станува збор за тоа дека јасно можеме да процениме дали нешто е добро или е лошо. Така да од тој аспект гледано мислам дека ова што го гледаме во моментов има голем дел на пропусти. И тоа не е прашање на дискусија дали е така или не е. Кога ќе го погледнеме, да речеме прво, доколку го стигнале повеќе од 100 анкетни листови, јас сметам дека автоматски гледаме дека има големо незадоволство од страна на граѓаните. Меѓутоа, мене она што ми уште пострашно е да речеме ова со гасоводната цевка. Дека самата гасоводна цевка поминува под маркици за да кажеме тоа е на Номагас официјално соопштение. Официјална изјава. Така да и за тоа ќе збориме. Само чисто да поинтата ми е дека подготвен ли сте да го повлечете овој детален план кој што е сега предлог и да најдете решение кој што ќе биде навистина добро, затоа што сметам дека се согласивме дека ова не е добро во моментов. Тоа што сме подготвени и го правиме и во моментот, те ги разгледуваме анкетните листови. Анкетните листови по мене не се одраз единствено, вие го класифицирате како одраз на незадоволство, туку се природен одраз така, на како треба да се води еден ваков процес. Да, не транспарентно, одговорено и во комуникација со граѓаните. Што значи дека, барем во тој дел, јас сум задоволен од општината како го води овој процес до овој момент. Тоа што можам да го кажам е прво, ќе повторам. Јавен податок е дека овој урбанистички план ќе се носи од 2019 година. Апсолутно јасно по параметрите што може да има законски, а што не може да има овој урбанистички план. Сега, наше е да видиме низ процес на комуникација со граѓаните,
како да го направиме најдобар што е возможно, бидејќи не е тоа само субјективно гледиште на нас како поединци, тоа е еден процес на комуникација помеѓу граѓаните, планерот, Комисијата за урбанизам во рамките на општина Аеродром, односно лицата кои што се стручни по образование и по искуство да ни кажат како можеме да стигнеме до најдобро возможно решение и да има висок степен на задоволство. Повторив, со секој тип на политика, какви одлуки вие да носите, никогаш не можете да стремите да имате 100% задоволни. Но мислам дека ако продолжиме да го водиме процесот вака транспарентен, јас повторувам, јас нема граѓанин кој што пријавил интерес по ова прашање, кој што или не сум го примил во последните денови, или ќе го примам, веќе ми се закажани низ за состаноци во следните денови. Добро, ќе комуницираме и јас сум убеден дека на крај ќе го имаме најдоброто возможно решение за општина Аеродром. Јас мојот кредибилитет како личност, како некој кој што е активен во политиката и кој што цело време кажува треба да бидеме различни, треба да покажеме поинаков пример во политиката, нема да дозволам да се наруши тој кредибилитет кој што сум го градил само заради еден детален урбанистички план. Јас ве уверувам дека ќе ја донесеме најдобрата возможна одлука. Некој што носат и тешки одлуки во политиката, но барем ние и јас да бидам уверен дека тоа што го предлагаме на крајот пред Советот ќе биде нешто што е добро и за примерно за жителите кои што живеат таму, но и за сите кои што живеат во Аеродром. Знаете зашто ве прашувам, ве слушувам внимателно. Рековте имате средби со граѓани кои сакаат да искажат свое незадоволство по однос на предлог деталниот урбанистички план кој ќе створи нови зидини во Лисиче и во општина Аеродром. Имате ли, да речеме, политички притисок од фирмата која сака да гради таму? Имате ли контакти со градоначалници од вашата партија, од опозицијската партија, овој проект да помине можеби не во ваков размер како што е предложен, во некои помали димензии? Имате ли, ве побарале ли газдите од Голден Арт да се видите, не знам, советници да ви продискутираат дека ова е добро за развој на општината, сепак ќе се платат комунали, ќе има инкам во општинската каса на Аеродром? Прво, еден општ одговор. Неспорно е дека основен извор за финансирање на единиците на локална самоуправа се комуналиите. И тоа не е добро. Тоа е лошо, но така е воспоставен системот во нашата држава во моментот. И доколку сакаме да имаме капитални инвестиции, училишта, градинки, нови улици, општината мора да работи да обезбедува приходи од комунали. Сега, начинот на кој што ќе го работи тоа е на крајот од денот еден белек, еден впечаток кој што еден градоначалник го остава и после неговиот мандат. Кога ќе замине, ќе се памти кој каде предлагал какви урбанистички планови. Јас тоа и така го гледам. Конкретно да ви одговорам на прашањето. До овој момент, дори седиме во оваа просторија, нити некој ме контактирал, нити некој врз мене направил било каква форма на притисок за каков урбанистички план треба да се донесе на таа локација. Но како што кажав, тоа не е крајна одлука само на градоначалникот. Има комисија за урбанизам во општината. Во моментот кога комисијата за урбанизам во општината ќе одлучи дека овој план е согласно нив, ги исполнува сите законски услови и е добар, тој понатаму оди на мислење во градот Скопје, оди на мислење во Министерството за транспорт и врски, сите исто така институции кои што треба да дадат мислење по однос на законитоста и квалитативната содржаност на таквиот предлог детален урбанистички план, за крајната одлука да дојде во Советот на општината. Јас не велам... Може ли, извинете, Советот да има различно мислење од вас? Да мисли Советот дека е овој предлог детален урбанистички план добар, а Тим Чомуцунски како градоначалник да мисли дека не е добар. Тогаш во секоја ситуација сте победени, мислам, без оглед на тоа, таква е политиката на функционирање на локалната самоуправа. Јас тоа што ќе го кажам, јас ќе го повторам тоа што кажав претходно. Јас нема да застанам во поддршка на детален урбанистички план кој што јас не мислам дека е добар за општина Аеродром. Така да оставиме времето да покаже каков ќе биде крајниот резултат, но тоа што мене ме радува има дискусија. Морам да кажам, има и политички напади кои што се сосема непринципиелни.
ги гледаме доаѓаат од политичка партија која што на пример пред 3-4 години донесе детален урбанистички план на 50 метри од локацијата каде што сега се предлага детален урбанистички план, исто така со повеќе висококатници, но тоа е во делот на политиката. Негативната пракса на политиката ќе разговараме малку подоцна. Јас сум многу среќен што ве слушам и сте децидни по ставот дека сакате да се погрижите да имаме хумана урбанизација на општина Аеродром, дека ќе се погрижите граѓаните да бидат слушнати. Навистина сум среќен како изјавата која ја давате, гледам надеж дека стварно може да ги избуткате овие промени и да донесете подобро решение. Единствено, стравот кој што го имам, затоа што го разговаравме на почетокот, еве да ќе збориме за конкретниот пример. Станува збор за двајца бизнисмени инвеститори кои што имаат влијание и моќ. Едниот е претседател на градежната компанија, гледаме дека и во минатото добро котирале со општината Аеродром, верувам дека добро котираат и со комисијата за урбанистички планови во општината. Така, значи збориме дека има директна конекција. Ми е страв дека вашата добра волја ќе биде преовладана од страна на политичките сделки кои што стојат позади ова. Гледаме ја знаем и минатата конекција на овие двајца бизнисмени, да речеме, со ВМРО ДПМН, така, имале добри односи. Имале добри односи со СДСМ. И сега, од целото тоа, сметате ли дека може ќе ги преовлада вашите добри намери? Само тоа ми е мене прашањето. Тоа е стравот. Конкретен став по однос на тоа дали некој може да ми влие или да не ми влие, јас уште веднаш ви кажам. Јас сум единствено тој кој што може да влие врз одлуките кои што ги носам. Почитувам секој став. Затоа и се да ми дискутирам со вас. Вие сте меѓу тие кои што како представник на медиумите изразувате некоја форма на перцепција која што е создадена веројатно дали комуникација со ваши други колеги, дали во комуникација со граѓани. Ќе го повторам тоа што кажав. Треба да имаме најдоброто урбанистичко решение возможно. Тоа урбанистичко решение треба да служи на интересот и на жителите и на сите жители на општина Аеродром. И верувам дека таква форма на добро урбанистичко решение ќе успееме да постигнеме. Ќе повторам, нити некој правил притисок до овој момент, а верувам дека никој не значи добро урбанистичко решение. Еве збориме за тој, за потегот моментален. Што значи добро урбанистичко? Добро урбанистичко решение е урбанистичко решение кој што прво ќе го земе во предвид ставот на граѓаните кои што живеат таму, искажано преку анкетни листови, и истовремено ставот на урбанистите кои што работат на создавање на вакви на овие детални урбанистички планови. Значи, решението е ставот на едните, ставот на другите и наоѓање на нешто кај што може да се постигне некоја форма на реален, не сакам да го искористам во недостаток на подобар збор, го користам зборот компромис, но решение кое што е прифатливо за сите за голем, не за сите, ќе повторам, но за најголем дел од сите нас кои што живееме во таа општина. Знаете зошто? Зашто во овој контекст Македонија е мала. Скопје уште помало, општина Аеродром уште помала, и кога ќе дојдеме живееме во некоја микросредина која сите со сите се знаеме од некаде. Голден Арт има донација од 5 милиони денари за општината Аеродром за изградба на парк. И секогаш кога така големи компании, моќни компании кои имаат огромни бетонски зданија за неф, а ќе донираат пари во општинската каса за одреден парк или за некое разубавување на општината во која се живее, праксата нема научено дека секогаш има лукративност. Да напоменеме само дека и непосредно се донирани парите пред купувањето на плацевите од страна на двајцата собственици на Голден Арт. Може и да е случајност, не викаме не. Ама секогаш постои доза на лукративност и на сомнеш зошто би било тоа направено во овој момент, во ова општина, за оваа намена. Како да гледаме, еве и ние како новинари кои се спомна и во новинарските известувања за функционирањето на Голден Арт? Па добра, значи корпоративната општествена одговорност како феномен е феномен кој што постои на глобално ниво. Јас во рамките на овие скоро 2 години како градоначалник на општина Аеродром, преку Советот, морам да кажам, секоја донација се прима формално правно од страна на Советот, имаме примено над 10, а можеби 15 донации, некои од нив дури во поголем износ од овој за кој што разговарате. Понатаму тие донации се предмети на одобрување од страна на Министерството за правда како такви, сите одобрени, сите реализирани. И јас сум благодарен на сите компании кои што донирале спрема општина Аеродром.
Но ви тврдам најодговорно дека тие донации на никој начин нити се поврзани, нити за оваа, ниту за било која друга компанија ќе имаат Зашто било каква Македонија има таква пракса, поврзаност? нати го, дај ми го донација, па за услуга, за тоа ќе донесеме ваков урбанистички план. Ова феномен еве сега кој за наследи 30 конкретната години. компанија сакате да зборувате. Тоа е Општо. компанија која што изградила во аеродром и во многу општини во градот Скопје, во центар, во Карпош, во Газибаба, Низ цел како град, што да. знам, низ цел град градела. Искрен да бидам, ниту еден на нивна зграда не е отпочната. Во времето дури јас сум градоначалник на општината и одлучиле, согласно начинот на кој што ми беше пренесено тоа, да донираат изградба на нов парк во непосредна близина на локација каде што имаат изградено веќе неколку згради во минатото. Немаме сличен таков пример. Имавме на една локација каде што користејќи го ја алатката на регулацијски план тргнавме 3 градежни маркици во реонски центар аеродром. Пред неколку дена наместо 3 згради никна новиот парк Радост. И тој е еден пример за соработка помеѓу општината кој што од свој буџет го финансира дел од тој проект. Европската унија преку новиот зелен договор финансира дел од проектот, но дел од проектот е исто така поддржан од неколку општествено одговорни компании. И ќе повторам, на сите компании кои што одлучиле да вратат кон општеството од каде создаваат профит, каде што работат, каде што веројатно и голем дел од нивните вработени за сите овие компании зборувам живеат, јас сум им благодарен. Но на никој начин јас ви гарантирам тоа не влие ниту врз моето одлучување како градоначалник, а исто така верувам дека и не влие врз одлучувањето на членовете на советот на општината. Имам едно поопшто прашање за урбанизмот, ама пред да преминеме на тоа, може ли само чисто да ни кажете што се случува со гасоводот? Која е ситуацијата во моментов? Затоа што она што го прочитавме во медиумите е дека на Омага се информирале дека има доле гасоводна цевка, меѓутоа сепак гледаме план во кој што има градежни маркици. Не е ни прв ни последен случај во урбанистичко планирање во општина да постои потреба од отстранување на ваков тип на инфраструктура. Доколку Зборуваме за подземна инфраструктура. да се случува Ама во минатото. збориме за гасоводни цевки, во минатото сме виделе водоводни цевки, сме Се виделе случувало и во минатото, но тоа што јас сега сакам да ви го кажам, бидејќи јас на крајот од денот го штитам интересот на општината, и интересот на буџетот на општината. Да. Доколку се донесе урбанистички план на таа локација и доколку на таа локација се предвиди било каква форма на градба, трошокот за таквото отстранување, кој што е технички возможно, би паднало на товар и на буџет на потенцијалниот инвеститор, доколку дојдеме до такво сценарио. Така да тоа не треба да ги грижи жителите на аеродром, дека на било каков начин тоа ќе влие врз нашиот буџет. Ама самите од Номага викаат дека е многу скапа постапка, многу скапа играчка е да се Ме ви да изведе ги тоа. тргнеме парите Тогаш на страна. веќе влегуваме во деловната логика на потенцијална градба, на потенцијален детален урбанистички план кој што некој потенцијален приватен субјект ќе треба да го размисли. Тоа веќе не е прашање од делокруг на моја стручност. Тоа е деловна одлука на некој инвеститор доколку има таков некој предизвик, па како ќе се го реши. Сепак ќе кажам, ние сме пазарно стопанство. И слушнав многу теми околу тоа, многу прашања околу тоа како некој каде купил. Прво, ќе повторам. Јавен податок е дека на таа локација има прифатена иницијатива за носење на детален урбанистички план. Чива е иницијативата? Иницијативата е, исто така и тоа е јавен податок, на физички лица, еве можеме и да ги прочитаме, бидејќи не е никаква Ако е тајна, јавен податок, ово да. објавено во службен гласник на општината, Павлина Ацевска, Маја Танасовска Петровска, Светлана Спасовска и Трајко Петровски. Тоа се луѓе кои што имаат парцели, кои што се собственици на земјиште на таа локација, кој што морам искрено кажам, претходно беше погрешно наведено како ниви, односно земјоделско земјиште. Согласно стар урбанистички план на таа локација, голем дел од тие локации и во моментот се градежно земјиште. Така да тоа е веќе делот на пазарното стопанство. Зошто некој купува, продава, како одлучува да го прави тоа, ниту е работа на градоначалник да знае, ниту е надлежност на градоначалник да знае. Ама сепак е грижата за хумано нормално живење во градот е уврскана сите вас градоначалници, вклучително и градоначалничката. Апсолутно сте тука во право. И на пример, јас на што инсистирам? При кога ќе се донесе овој детален урбанистички план некој ден.
Да нема, например, масовно, односно да нема дооформување на државно земјиште на таа локација, како што е тоа примерот со некои други детални урбанистички планови. Таму каде што е државно земјиште, ќе предвидуваме паркови, ќе предвидуваме зеленило. Тоа е хуманата урбанизација за кој што зборуваме, а кој што не била пракса во минатото кога се носеле детални урбанистички планови, кога имало и сме имале случаи на масовно дооформување на државно земјиште за реално ниски цени, спротивно на нашиот заеднички интерес, бидејќи нели тоа државно земјиште на сите нас ни припаѓа во една апстрактна гледна точка. Така да сите тие се фактори за кои што треба да се грижиме. Јас ќе повторам. Јас ги уверувам жителите и низ средбите кои што ги имаме со нив, дека ќе го најдеме најдоброто возможно решение. Само да се вратам, морав да го кажам ова за гасоводната цевка, дури да ги тргнеме парите на страна, самиот зафат на целата таа дислокација на цевката е голем, тоа значи дека е преископување, местење на нова цевка, значи не да ги тргнеме и парите на страна, него самата таа е проблематична, така да мене ми е нелогично зашто општината па и инвеститорот би сакале да го прават тој процес. Пред да преминеме на другите... Не јас технички, немам доволно техничко знаење да ви кажам што би значило тоа. Од коментарот на Номага значи дека е многу сериозен зафат. Не се, мене оно што ме интересира е дека ова ви е прв детален урбанистички план кој што треба да се донесе. До сега додека сте на мандат нема донесено детален урбанистички план општината, така? Имаме неколку иницијативи кои што се активни, на кои што се работи во моментот. Една таква јавна анкета почнавме и денес за друг детален урбанистички план. Сето тоа јавно транспарентно се случува. Кој ќе биде првиот урбанистички план што ќе се донесе во рамките на мојот мандат? Дали ќе се донесе урбанистички план во рамките на мојот мандат? Времето ќе покаже. Ова е еден од тие урбанистички планови чии што процедури се во тек од предходно и стигна до фаза каде што е од законска гледна точка созреан да премине во фаза на јавна анкета. Искрен ќе бидам, тоа не е почетна фаза, но да не ги заплашува граѓаните дека тоа е крајната фаза на носење на детални урбанистички планови. Јас ја разбирам грижата на граѓаните, кога ќе го слушнат терминот детален урбанистички план, од старт имаат верзија. Зошто? Заради лоши искуства во лоши пракси во минатото. Но истовремено, ќе се вратам на тоа што кажам, мора да има урбанистички развој во општините. Бидејќи само на таков начин ние ќе можеме да инвестираме во сите тие крупни инфраструктурни проекти кои што им се исто така потребни на граѓаните. Бетонизација, да преминам на прашањето. Гледаме дека Скопје некако не застанува со таа неконтролирана урбанизација. Знам дека тоа е процес, ќе треба време. Вие на локалните избори во 2021 како ВМРО ДПМН добивте голем дел од општините. Имате градоначалници од ВМРО ДПМН. Мене ме интересира, сметате ли вие лично како Тимчо Муцунски дека политиката и политичарите, и градоначалниците, и советниците во општините, и советниците во градот Скопје, каде што гледаме дека касни генералниот урбанистички план, имаат капацитет и имаат насока во која што се движат да најдат начин на кој што ќе ја решиме урбанизацијата во градов. Затоа што јас лично она што го гледам во моментов е некако цело време препукавање. Во аеродром има проблеми со деталниот урбанистички план, во центар има проблеми со треска. Кај да погледнеме имаме проблеми со урбанизмот. Некако не гледам решавање, година и пол, 2 години скоро се поминати од вашиот мандат. Некако каде ја гледате вие насоката дека ќе успеете да ги стабилизирате овие работи? Па прво каде на генерално ниво, извини, не само за општина аеродром, прашувам и за другите градоначалници. Тешко е да се даде одговор за другите општини, затоа што знаете ќе станете градоначалник, па станувате обседнат со општината во која што работите. И тука ви е главниот фокус на работа. Така да не ги знам дотолку во овој момент урбанистичките предизвици со кои што се соочуваат другите колеги, независно дали сме од исти или од различни политички партии. Тоа што ќе ви го кажам јас во аеродром, мојот фокус беше колку што можеме во рамките на законите да го извадиме урбанистичкиот развој надвор од централното јадро на општина аеродром. Зошто го сметав тоа како суштинско? Прво кога зборуваме за урбанизмот, повторно во оваа дискусија... Затоа што нема веќе место каде се гради во централното подрачје. Не е единствено тоа. Ние кога зборуваме за урбанизам, имаше локации кај што можеше да се гради, поодлучивме да ги пренамениме тие локации. Ако ја залепиме до другата зграда. Па не, по урбанистички планови локации кај што беше предвидена кои градба. Кои што се лоши урбанистички планови. И затоа заради што го делам тој став, одлучивме да ги пренамениме тие локации, но пак ќе повторам, урбанистичкото планирање не е само каде ќе има згради.
туку дали има добра сообраќајна инфраструктура. Ке повторам, едно прашање кое што е многу запоставувано посебно во аеродром. Се градело, се прибирало комунали, не доволно се инвестирало во нова инфраструктура, во училишта и во граденки. Затоа имаме неколку училишта кои што се на рап на трета смена во моментот, каде што треба да инвестираме ние како општина сериозни средства, Во многу капитални општини кои инвестиции, имало, не е само аеродром. да изградиме капацитети дополнителни кои што практично со тие доградби како ново училиште да сме изградили. На пример, проектот за основното училиште Блаже Конаски ни е околу 16 нови училници. Во помал општина тоа е цело ново училиште. Ни требаат неколку нови градинки, бидејќи голем дел на родители не можат, немаме капацитет да ги сместиме децата. И сите тие се фактори кои што вие морате да ги земате во предвид при донесувањето на крајна одлука од ваша страна, каков ќе биде урбанистичкиот развој на општината. Затоа јас цело време потенцирам. Да, хуман развој ќе има на надворешните граници на општината и движејки се кон тоа што е таму каде што во моментот немаме урбанизација. И мислам, Ама некако се запоседна и маргините на општина Аеродром, така да остана општина Аеродром као една иззидана тврдина заобиколена со згради. Веќе мислам неминовен факт кој ни се случува изминатите 30 години. Ма Не е сега јас за пак овие ја 2 кажам, не години. е само аеродром општината, Го во сите зазида општини. Скопје. И знаете кај ми е стравот исто така, дека претходно кажавте единствениот извор на средства на општините се комуналите. Не единствен, главен извор, да, основен извинете, извор да, на тоа сакав средства. да кажам, да. Многу малце други средства стигнуваат во општините кои што не доаѓаат од комунали. И сега тоа е веќе пристап на нашата централна власт Да. кон локалната самоуправа. Така е. И тука јас морам да кажам, земајки го во предвид ова искуство кој што го имам собирано како градоначелник, ќе направам се во моја моќ да влијам врз идната влада која што моје очекување е ќе биде предводена од мојата политичка партија, да го промениме начинот на кој што се финансираат единиците на локална самоуправа. Добро, Тоа ама мораме да и го да не направиме. чекаме само од централната власт, затоа што сакаме децентрализација, како градоначелник ќе смислите други извори на средства во кои што може да стигнуваат во општината, кои што не се Мора да се комунали, зголеми знаете зашто? процентот од данокот на додадена вредност кој што пристигна за општините и сум го слушнал тоа да економист на шега ми кажа добро, ама направете си ваши армии вие во општините. Да на шега ми го кажа дека зошто е тоа невозможно. Мора да се создаде метод на кој што општините повеќе ќе приходуваат од даноците кои што доаѓаат од централно ниво. Тоа е по мене брзо решение кое што можеме да го постигнеме, бидејќи во моментот општините скоро и да немаат капацитет сами да реализираат капитални инвестиции. Дури имаше еден извештај кој што денес излезе од Државниот завод за ревизија, не знам дали случајно го видовте, во медиуми беше излезен, за колку општините немаат капацитет сами да ги финансираат тековните потреби на граѓаните. Погледнете го вашето секојдневие. Еве на вас како граѓани. Веројатно највеќе инпут во вашето секојдневие има вашата општина во која што живеете. И услугите кои што вие во голема мера ги очекувате се длабоко поврзани или со градот Скопје или со општината во која живеете. Сакате чисти улици. Сакате убави паркови. Сакате добри спортски игралишта. Јавен превоз, Сакате добар сакаме јавен парк, превоз. Сакате вашето дете да оди во нова градинка која што е снабдена со добри дидактички материјали. Така, сакате да оди во добро основно училиште кое што не само на хартија спроведува дигитализација, туку во пракса спроведува дигитализација. Секојдневие. Чувствувам дека многу малце од овие ствари ги Ама имаме. знаете ли колку влијае тоа врз вашиот живот? Многу повеќе, често од одлуки кои што се носат на централно ниво, а каде е свртено нашето внимание како граѓани и вашето како медиуми, реални да бидеме. Така многу почесто покривате теми од централно значење него од локално значење. Па не сите, еве затоа сме тука и разговараме за тема која што од локално значење. Да, но тоа е и не сте, мислам тоа е општ феномен на медиумите во светот, да не биде некоја критика кон вас како медиуми, Не го да не свативме така, не воопшто. но сакам да кажам, мораме да најдеме начин како држава при ваков степен, при ваков модел на децентрализација, како повеќе средства да пристигнуваат во буџетите на општините. И креативноста на градоначалникот може до одреден степен да донесе за паркот кој што го правиме на локацијата кај трговскиот центар Лица, кај што требаше да има 3 згради нов парк, правиме дел од средствата се наши, дел донации од компании, дел најдовме средства од меѓународен донатор Европската унија.
но не се неограничени капацитетите на општините да бидат креативни во тој дел на обезбедување на дополнителни средства. Посебно кога се работи за големи капитални инвестиции, кои често, земајќи во предвид и општата инфлација и растот на цените, имаат се од сериозен милионски калибар. Кој што може да вратат. Да, добро, ми се свиѓа вака кога зборувате, многу некако така утопично и милозвучно е, ама некако јас тоа што го гледаме во моментов е дека тешко ќе стигнеме таму. Бојан, имаме уште многу теми кои што сакавме ги разговараме со Муцински. Како мислиш да преминеме? За да не биде после го викна, не го праша, толку теми актуелни на политичка сцена. Тимчо Муцински воедно и подпредседател на ВМРО ДПМН, така да речеме една од поклучните позиции во партијата. За да го направиме прелазот, да им порачаме на граѓаните нека праќаат замерки ако имаат на деталниот урбанистички план и нека кажат како мислат дека треба да изгледа просторот и дали е тоа добро или не е добро. Неминовно е. Зошто толку отпор на ВМРО ДПМН кон уставните измени? Тема е која сакам во неколку сетна прашања да го актуализираме во прашање кои така актуелно и нонстоп ги слушам изјавите на политичките партии на дневно ниво која морам да се согласам изгледаат гнасно, дали е тоа и од ВМРО, дали од СДСМ. Зошто е ВМРО против уставни измени? Прво да го поставиме вака прашањето. Дали доколку одлучи нашата држава да направи уставни промени, ќе имаме било каква форма на гаранција дека ќе се движиме напред кон европскиот пат, без да имаме дополнителни нови условувања од Бугарија. Единствено што треба да направиме е да направиме кратка ретроспектива, што се случуваше во последните месеци и последни години, начинот на кој што бугарската надворешна политика се однесува кон македонското прашање, кон нас како држава. И тоа што со сигурност можеме да го кажеме дека таква одлука и да се донесе, ќе се задоволи неколку дена, неколку недели, можеби еден месец апетитот на носителите на главните функции во Софија, но ништо суштинско нема да постигнеме, бидејќи ќе се најде некој нов случај на Христијан Пендиков, каде што физички конфликт помеѓу тоа што слушнавме од медиумите, неколку лица инкриминирани во продажба на наркотика, наеднаш се претвара во меѓународен скандал, кој што Бугарија го користи да го проблематизира напредокот на нашата Добро, сакаме да кажеме дека вашите очекувања како политичка партија се дека нема бугарските аспирации во уредување на македонската внатрешна политичка сцена да престанат? Ние сакаме да имаме од страна на европските институции некоја форма на гаранција, која што сме подготвени да дискутираме и да разговараме, дека Македонија во делот на својот напредок кон полноправно членство во Европската Унија ќе биде оценувана единствено по мерит критериуми. Да, ама францускиот предлог е чисто ВМРО ДПМН е против францускиот предлог, кој да речеме го поддржа и германската држава и многу луѓе од членки на земји на ЕУ дојдоа во Македонија и порачаа дека тоа е моделот за отпочнување на преговори и дека само така можеме да некако да постигнеме консензус. Како во некоја друга ситуација ВМРО ДПМН ќе убеди 27 членки да имаме некој нов предлог со оглед на тоа што пораките се веќе јасни. Како, бидејќи најавите од председателот на партијата Христијан Мицкоски ќе испреговараме подобар предлог. Како ќе убедиме 27 земји членки, како ќе постигнеме подобар договор, а сите кои доаѓаат во земјава, вклучително и во пораките од Европа, се дека ова е најдоброто што можеме да го избоксуваме во моментот. Сакам да сум прецизен, бидејќи како и во претходните прашања што ги дискутиравме, секој наш кажан збор е предмет на најавен интерес и може да биде погрешно интерпретиран. Председателот Мицкоски не зборува за репреговарање. Председателот Мицкоски зборува за гаранции кои што даваат известност на нашиот пат кон полноправно членство во Европската Унија. Имаше пораки дека може да се испреговара подобра преговорачка рамка. Тоа мислам дека е проблем на начинот на кој што партиите ги комуницираат работите, затоа што некако све се одвива во тој еден круг на дневна политика, се пушта соопштение, одреден табор на медиуми само го фрлаат, се даваат изјави само за да се добие симпатијата од страна на граѓаните, така да мислам дека и тоа влијае многу на начинот на кој што се комуницираат работите од страна на политичарите. Така да некогаш се едни изјави, некогаш се други, чисто го кажувам како размислување. Тоа што јас ќе го кажам е дека ние бараме известност и мислиме дека таа може да биде постигната, примарно преку добра дипломатска активност, но не помалку битно, по мене многу позначено е
да почнеме на хартија да ги спроведуваме реформите дома. Ти спомна претходно утопија. Утопија е нешто кон кое што сите стремиме, веројатно никогаш нема да го постигнеме, не само ние, туку било кое општество, но треба да стремиме кон идеали и да се подобруваме. Реформите се постојан процес. Ниту една реформа, ниту една промена, дали е тоа на локално ниво, како што зборувавме вчера, или дали е тоа како на национално ниво, не се прави за 1, 2, 3 години. Тоа е долг процес, но мислам дека доколку ние покажеме искрен пристап кон Европската унија и покажеме дека можеме да бидеме различни од односот во минатото, мислам дека може да се крене степенот на почит и авторитет кој што ќе ја добиваме од другата страна. Во моментот сме во систем каде што пред неколку дена амбасадорот на Европската унија даде критика за немање доволни реформи во делот на борбата против корупцијата. Тоа е системски проблем, тоа јавно беше кажано од негова страна. Ако ги читаме извештаите кои што доаѓаат од Европската унија, тие во последните години малку повеќе покритични стануваат по однос на нивната содржина, системската борба против корупцијата, реформата на правосудството, низ за други прашања кои што ги влечеме како држава, така да покрај проактивната дипломатија, многу е битно и тоа што ќе го направиме на Добро, домашно поле. значи ВМРО останува на ставот и нема да подржи уставни измени во било каква форма. Нема да има уставни измени. Знаете во зошто овој ве парламентарен прашувам? состав. Затоа што викендов, следејќи ги изјавите на Христијан Мицковски, прилично активен е по општините каде што имате градоначалници, вајда на тоа се сведува комуникацијата. Кажа, поранешни функционери на ВМРО ДПМН пробуваат да влијаат врз сегашни пратеници и во возврат за некоја амнестија на поранешни обвинети функционери на ВМРО да убедат сегашни пратеници за да ги поддржат уставните измени. Кои се тие поранешни функционери кои, да речеме, јавно веќе се зборува за нив, јавно пробуваат да влијаат на одлуката на базата на ВМРО ДПМН? Колкава е контролата на пратеничката група во моментот? Јас како што го разбрав председателот од неговата изјава, може би различно сме ја толкувале, беше во насока да нема обиди од некои поранешни функционери. Така да, но не сум имал прилика овие денови да дискутирам баш на оваа тема. Јас лично не сум запознат со некоја таква состојба, но верувам дека и сето тоа што го кажува врзостени информации, но тоа што јас можам да го кажам. Служев како пратеник година и половина на почетокот на овој парламентарен состав. Ги познавам пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН, бидејќи јас во тој период водев комисијата за финансирање и буџет, кој што е една од најактивните комисии во собрание, тековно многу работите. Се среќавате со колеги и често сте заедно во просториите на собранието. И таа е комисија каде што скоро сите пратеници во одреден период за редоносење на буџетот се доста активни. Ги познавам тие луѓе и сум цврсто убеден дека тие ќе бидат истрени и ќе го зачуваат својот кредибилитет и дека тој став ќе биде конечниот став на нашата партија. Познавајќи ги лично, не мислите дека можеби некој има поразлично мислење од костурот на партијата и 3/4 или да сметаат одредени пратеници на ВМРО ДПМН дека заслужуваат бугарите да влезат во уставот? Познавајќи ги тие луѓе и тоа што сум го дискутирал со нив, они се позади овој став не бидејќи партијата рекла така, но бидејќи тие веруваат во овој став. Нема никаков проблем некој, доколку има некој свој став различен, јавно да каже. И ние во рамките на нашата политичка партија кога дискутираме, знам дека тоа можеби некој од надвор кога ги гледа перспективите, не верува во таков систем во македонските партии, но генерално за сите теми кои што дискутираме. Еве, после вашата емисија, како што завршуваме, имаме седница на извршниот комитет на партијата, каде што дискутираме тековно за теми. Има различни ставови, има несогласувања, но победува силата на аргументот. И така се создава една кохерентна политика во една политичка партија. Имам уште едно прашање за да не биде дека сега и СДСМ нон-стоп плиферува дневни соопштенија, пресконференции дека одредени градоначалници од редовите на ВМРО ДПМН како и пратеници се со тоа дека заслужува процесот на уставни измени, така да што се шушка на политичката сцена? Кои се тие градоначалници, пратеници, бидејќи секогаш кога се зборува нешто, пола е вистина, пола е лага. Барем така народски кажано, така му доаѓа некако. СДСМ веќе скоро една година
како промовира една таква теза, дека пратеници, градоначалници, високи Ма функционери добро, во на партијата. испад сте. И Христијан Мицкоски па еве веќе 5-та година обедува дека ќе има ново мнозинство, ќе падне ова влада, така да партиите се заглавени во нивните ровови, тоа не е јасно. Сега ми што имате се- мене како гостин, Тимчо Да, Мусонски. добро, Јас сум да. секогаш многу внимателен, избегнувам да именувам лица, бидејќи сметам дека таков пристап треба да водиме и во јавниот дискурс. Кога Добро, сепак партиите имаат председатели, Така е, така е, но јас тоа што ќе ви го кажам од моја перспектива е дека во недостаток на решение, земајќи во предвид фактот дека СДСМ се наоѓа во еден политички ќорсокак кој што сами си го создадоа, да бидеме објективни, не им го создаде никој друг. Ние пред да има било какво решение се нудевме да влеземе во процесот, се нудевме експертски да помогнеме. Сега единствено што им остана е користењето на медиумите и користењето на нивните јавни функционери да промовираат некои вакви лажни вести, дезинформации со очекување дека тоа ќе влијае врз партиската структура на ВМРО-ДПМН, веројатно мислат ќе создадат недоверба помеѓу луѓето во раководството, луѓето во пратеничката група. Тоа се, знаете како, карактеристики на еден начин кој што не се одействува со честното политичко однесување, но неким служи на честа. Тоа е нивниот начин на Токму однесување. затоа ве прашувам, бидејќи се формираше таа работна група во Министерството за правда и сега можеби стратегијата на СДСМ е да речат, еве, ние направивме све што можевме во МРН за Европски пат и за Европска Македонија. Сум го кажал ова многу пати. Европскиот пат и Европска Македонија не се уставните промени. Европскиот пат и Европска Македонија се она што го зборувавме претходно. Реформи во системот, подобар стандард за граѓаните, решавање на овие крупни проблеми во образованието кои што гледаме во последниот период. По мене тоа е Европскиот пат. Да, имаат полно право да промовираат политичка теза како што тие сметаат дека треба да се промовира. На крајот на денот, меѓу другото, нашето политичко постапување, дејствување е тоа по кое што граѓаните ќе наоценуваат на парламентарни избори кои што ќе се случат најдоцна па и за помалку од една година од сега доколку се одржи тој редовен термин. Така да ќе видиме И избори. за крај во овој дел за уставните измени, каков е вашиот личен однос со председателот Христијан Мицкоски? Одличен, јас сум подпредседател на партијата, јас сум еден од тие луѓе кои што ја почна најтесната соработка со Христијан Мицкоски и уште во првите негови моменти кога тој стана председател на ВМРО-ДПМН, заедно како тим на луѓе имаме поминато, искрен ќе бидам, тешки моменти, сме поминали добри моменти, моменти на радост, како што беа позитивните резултати на последните локални избори, така да односот ни е супер, одличен, ако може така да го карактеризирам, и он е човекот кој што верувам дека ќе биде не само следен премиер, тоа сум сигурен дека ќе биде следен премиер, туку ќе биде премиер кој што ќе успее да ги постигне овие работи заради кои што сите се бориме во моментот да дојде ВМРО-ДПМН на централна власт. Многу внимателно го слушав разговорот. Бојан имаше неколку прашања кои што бевме договорени дека сакаме да ги поставиме во делот на уставните измени. Ве слушам и одговарате како многу добар политичар. Одговорите ви се многу дипломатски, успевате да го држите концизна мислата, да се држите на страна, да не кажете нешто што не треба или нешто што би било контроверзно. Јас сега ве замолам да го тргнеме тој момент на разговарање, да не разговараме како со политичар, туку да пробаме разговараме како со граѓанин, Тимчо Муцунски, кој што има свои лични ставови. И зашто го барам ова од вас? Затоа што сакам да ви поставам прашање генерално дури да ги тргнеме уставните измени на страна, без разлика дали ќе поминат или нема да поминат. Македонија се наоѓа во една многу исклучителна тешка ситуација. Без разлика дали е ВМРО или СДСМ. Јас лично, а и сите граѓани веќе полека комплетно имаат изгубено довербата во институциите, комплетно имаат изгубено довербата во партиите, без разлика дали е Христијан Мицкоски или е Ковачевски. Буквално исто ги перцепираат граѓаните. Сметате ли дека политиката во моментов и политичарите во оваа држава имаат капацитет да донесат вистински промени? Не зборувам за уставни измени, туку прашувам промени од типот на тоа да се адресираат суштинските проблеми и да се подобри ситуацијата во државата, затоа што дури да го промениме уставот, ако ние немаме прогрес во делот на економијата, во делот на корупцијата, Европска унија е далеко од тоа што ја чека Македонија. Ама уште еднаш, не како политичар. Рацете и значи Види, ова сум јас, тој што ме познава ќе ти каже дека тоа сум јас, ќе се обидам еве некој друг пристап да имам. Прво, не можам да негирам дека јас го чувствувам. Така. Од гледна точка на граѓаните. И најдобар пример како го чувствувам, тоа е темата со која што почнавме. Се носи урбанистички план,
перспективата на граѓаните е најлошото дека ќе се случи. Така? Дури Како изгубена доверба. нема доверба. И довербата се гради. Многу луѓе кај мене, низ призмата на овој пример, сега да ви кажам, дошле кај мене, имаме проблем, сакаме да се реши, очекувајќи ќе им речам нема, па им кажам, видете, ќе видиме се што можем. Не можам да ветам, но ќе видиме се што можеме. И тоа е тоа што мислам треба да почнеме да го практикуваме. И како можеме, таа промена не може преку ноги, таа перцепција не можеме преку ноги да ја промениме. Таа перцепција можеме да ја промениме единствено доколку почнеме да ја практикуваме власта различно од начините на кои што таа била практикувана до сега. Тука ни треба и вашата помош. Зошто? Затоа што често перцепцијата сите се лоши, сите лошо прават, доаѓа од медиумска канонада, која што не е базирана врз основа на факти, туку е базирана врз основа на шпекулативни информации. Ама тоа двата табори доаѓа и тука е главниот проблем. Не ви го спорам тоа. Да, затоа, само че тоа го Не ви го спорам Да. тоа. Но треба заеднички да работиме да го промениме системот. така. Системот ќе го промениме само доколку сме различни во нашите практики, доколку сме различни во начинот на кој што ги носиме одлуките како политичари и да чекор по чекор ја градиме назад таа доверба. А зошто би требале веруваме дека баш ВМРО ДПМН би можело да ја изгради да ни ја врати таа доверба доколку дојде на власт на следните избори, кога од позиција на опозиција гледаме ист начин на комуницирање на работите како што го гледаме тоа што го преседазаме. Мене ми се повраќа кога ќе ги видам оние дневни соопштенија и како медиумите кои што не се ни медиуми, тоа него ние онлайн портали, копи-пейст, штанцај и пуштај ги тие исти соопштенија, овие рекоа вака, овие рекоа така. Зошто би верувале дека ВМРО ДПМН може да го направи тоа? Имаме прво тим на луѓе кои што се стручни. Имаме план и програма кои што реализираме, но јас често велам, погледнете го и тоа што го правиме на локално ниво. Начинот на кој што се однесуваме. Например, во мандатот на мои претходници во аеродром се носеле детални урбанистички планови, нити некој бил консултиран, се правило тоа во месеци кога многу луѓе се на одмори, никој не разговарал и дискутирал со граѓаните. Начинот на кој што ние действуваме на локално ниво, меѓу другото, треба да биде пример во сите општини тоа што се случува, пример за како ќе се однесуваме на централно ниво. Не е дека тој што управува со институција не греши. Секој човек греши некогаш кога ќе работи. Но прашањето е дали имаме коруптивно однесување. Дали имаме влијание на негативни интереси. Дали личен интерес или интерес на мала група е над општиот интерес. И сите се тие работи кои што мораме да ги смениме, јас често велам зошто да ги смениме, затоа што јас берам тргам од себе си, јас немам двојно државенство. Јас и моето семејство во оваа држава остануваме. И треба да направиме се што можеме да направиме подобро место живење, не само низ призмата на флускулата. Јас го кажувам, вие велите како многу добар политичар и сопругата често знае да ми каже одличен политичар си, ама како тоа го правиме во праксата на нашето действување. Јас мислам дека на овие избори ќе биде борба за да се обезбеди повисока излезност на граѓаните. Тоа го покаже и локалните избори го покажа. Од две причини. Прво, избирачкиот список по мене не ни е реален, не ни е соодветно ажуриран, земајќи предвид колку луѓе се иселени. Имаме ние масовни селувања од државата, еве сите што седиме во оваа просторија сме млади луѓе, да тргнеме од тие околу нас и тоа често високо едуцирани, квалитетни луѓе кои што голем дел нив добри примања имале во државата, одлучуваат да напуштат. Значи прва борба за соодветна излезност ќе ни биде тој предизвик, фактот што се помалку луѓе има во Македонија, а втората борба ќе ни биде апатијата. По мене, во политиката, сега јас ви кажам како Тимчо Муцунски, најдобар начин со кој што може да се справите со апатијата во политиката е доколку практикувате позитивна политика. Односно политика базирана на политики, на ветувања, на конкретен план во секоја област што точно ќе направиме. Многу е лесно да направите негативна кампања, да отцрните некој друг. Најчесто тоа во политиката се прави. Сум го прошол на последната кампања на локални избори. Знам колку е тешко и за семејството и за најблиските. Најчесто партиите знаат да го прават тоа и без соодветен основ, реални да биде. И тука уште повеќе ја зголемуваме степенот на недоверба во системот.
Значи, добро е да видиме трка на следните локални избори, трка на програми. Трка на план, На предвремени или парламентарни? на парламентарните избори кога и да се случат, дали ќе бидат предвремени, еве слушам сега некои шпекулации за есента, тоа времето ќе покаже, но и да бидат редовни се за помалку од една година. Неминовно е кога разговараме и зборуваме и за нормално живење, сите сме на крај на денот, сите одиме во маркет, сите одиме на пазар. Како го доживувате ценовниот шок? И се поголемата степен на сиромаштија. Ценовниот шок секој ден од нас го чувства. Ама мораме и да потенцираме дека имате за 70% повисока плата во услови на ваква сериозна. Не зборам Тимчо Муцунски, него зборувам за сите функционери во Македонија имаат за отплика над 70% повисоки примања. И јас донесов одлука, таа разлика, кој што ќе ја добивам на месечно ниво, да ја донирам. Ама тоа е малце ми звучи вака како од принципиална. PR Не, Знаете зошто? Зошто не иницирате во собрание постапка и тоа да се укине и да се врати на првобитната состојба, како што беше пред Уставниот суд да одлучи. За мене тоа би било вистински чекор на политичар. Вреди да се размисли таа идеја. Вреди да се размисли таа идеја. Јас можам низ призма на личен пример да покажам дека можеме поинаку. И не го третирам тоа како пиар, тоа е нешто. Зборувам ВМРО. ВМРО СДСМ сите партии тоа е нешто заедно што, и да речат, што фактички лошо, тоа е нешто што фактички јас го правам, да покажам пример дека има начин како да се бориме со нешто кој што сметам дека е во многу погрешен момент направено. Како јас лично... Да, можеби моментот е многу лош. Прво, дали платите на функционерите не соодействуваат со реалноста? Да. Платите сите генерално не соодействуваат со реалноста. Ето, тоа е следната поента. Но проблемот е во ваков момент, вакво покачување на државни функционери е недозволив. Па да, затоа што кога ќе погледнеме малце надвор, знаете, сепак вие доаѓате од малце една попривилегирана позиција. Така, сте имале прилика да живеете надвор од Македонија долго време, сте живееле во Америка, во Канада, па доаѓате во Македонија. Јасно се гледа дистинкцијата, меѓутоа и еве ние дури може да се каже дека голем дел пак се колку и да не сме привилегирани, се сметаме за привилегирани кога ќе споредиме како живее просечниот граѓанин во Македонија. Па може не се точни бројките, ама огромен процент од граѓаните живеат на рап на сиромаштија. Зборуваме дека дури се повеќе од 70% од граѓаните во Македонија живеат на рап на сиромаштија. Така да во такви услови дури и вашата индивидуална одлука да ја донирате дел од платата личи малце како популистичка мерка наспроти она што го вика Бојан, да се најде системско решение на ова. Не, собранието може во еден ден. Јас во моментот тоа што можам да направам е да тргнам од личниот пример. Да. Причината зашто има волку висок степен на сиромаштија во Македонија е фактот што 7 години имаме влади кои што водат социјални политики, а не водат економски политики. Дали секе било решено доколку се воделе? 30 години рековте? Не, во последните 6-7 години. Имало периоди каде што според мене се воделе добри економски политики кои што постигнувале резултати. Дали било се идеално и тогаш? Не спорам дека не било се идеално. Но дали имало план во делот на финансиската и економската политика? Имало. Во последните години нема. Приматот е префрлен на социјалната политика и проблемот е кога вие ќе излезете надвор од зоната на создавање на економска политика која што е потребна за земја како што е Македонија како земја во развој, вие создавате низок степен на продуктивност, односно систем кој што ја цени непродуктивноста и систем кој што создава вакви проблеми какви што имаме сега, во моментот. Така да секој од нас веројатно го чувствува начинот на кој што влијаат овие ценовни шокови. Проблемот е што ние имаме многу висок степен на инфлација. Да, делот таа е увезена инфлација, неспорно е тоа, но бројките и статистиките покажуваат дека не е единствено увезена инфлација, бидејќи нашата стапка на инфлација е далеку повисока. Добро, има и голем и од земјите од регионот. Така и трговци кои сакаат да заработат на грбот на граѓаните. Неспорно и тоа. Све општата култура во Македонија не е едно гледало на тоа што ни се случува денес. Давид, мислам дека можеме да го прашаме и за Бехтел и Јенка некое прашање, да не биде актуелна тема. Па да, можеме тоа да го поставиме и да привршуваме, затоа што веќе имаме прилично доста време разговор. Меѓутоа, да, сепак е актуелна тема. Договорот со Бехтел и Јенка беше изгласан и во собрание од страна на претениците на ВМРО ДПМН, сега гледаме дека таму Па не, мислам дека во него гласаше ВМРО ДПМН, дека не гласаше против стратешкото така, партнерство што беше, иако можеше можеби тоа ВМРО да гласа против.
сепак сте политичари, можеби предвидувавте што ќе се случува. Она што сакав да на го кажам е план. дека можело да се превенира пред да дојде во фаза, како што збориме за деталниот план, дека може да се превенира пред да се случи, дали можело да се превенира и договорот со објектот ЕНК пред да помине во собрание? Прво, како општо прашање да го третираме. Ние како партија не сме против крупни инфраструктурни Никој вложувања. не е во државата. Тоа сите да го разјасниме. Меѓутоа сме за проекти кои што ќе може да се реализираат. Ние сме против, како и сите граѓани во државата во моментот, против начинот на кој што се реализира овој проект. А примарното прашање по мене, например, кој што се отвори е начинот на кој што ние дојдовме до надзорот за овој проект, ако се сеќавате. Тука се отворија сериозни сомнежи за институции кои што треба да се истражат. Дополнително сега грижата која што ние го имаме како опозиција, а и вие како медиуми, а веќе ова е главна тема во државата и сите детално ја следат, е фактот што се избегнува да се објави договор во кој што по сите информации со кои што ние располагаме како политички субјект, има многу работи кои што создаваат сериозни ризици за Македонија не само во првите фази и туку како што ќе се движи процесот на реализација на овој проект. Пораките од ВМРО беа дека го има договорот од свиркач доставен. Зошто не се објави јавно да го видиме сите како граѓани, кога се знае дека јавниот интерес во овој случај преовладува во односот на строга доверливост која му сака оваа влада да му ја стави на Ние како партија трейдмарк. развиваме наша стратегија како тоа да го направиме најдобар начин, исто така во интерес на граѓаните. Така да секој чекор кој што ќе го превземеме во таа насока, секако и може вие да како се медиуми очекува ќе обелоденување на договорот или спорните елементи, можеби не се сите 400 страни спорни, ама тоа што ќе ви кажеме е дека ние како партија ќе ги превземеме сите возможни мерки кои што можеме да ги превземеме од оваа позиција на опозиција и да го заштитиме нашиот буџет. А вие сте го виделе договорот? Јас лично не. Уште едно блиц кратко и мислам дека може да завршиме. Сакав за законот за игри на среќа. Вие бевте... добро, да, и во овој дел извини, Давид, Ако не, само слободно, да. ми текна. Пракса е да не се објавуваат вакви договори. И ВМРО ДПМН кога беше на власт не го објави Така е, договорот со Синехидро и ова е и за тоа зборуваме цело време. Лоша пракса станува добра пракса. Во зависност од тоа која политичка партија е во каква ситуација, Да, во и опозиција или Кога ќе позиција. кажете дека калкулирате како да го објавите договорот, исто може Така да се да, свати и малку ВМРО проблем. ДПМН не го објави 2013 договорот со Синехидро. Сакам да кажам, се случуваат лоши пракси кои после не доведуваат до Само вака би заклучил. Во времето на владењето на минатото на ВМРО, секогаш кажам, имало многу добри политики и работи што се правеле и некои погрешни работи што се правеле. И ние треба, како една нова генерација во политиката, да не бидеме апологетски настроени кон минатото на нашата партија. Тоа што е добро да кажеме, да, добри политики имало, добри работи се превземали, имало позитивно, но тоа што е погрешно да не речеме, зошто така правеле во минатото, сега треба да го одобриме зошто и сега се прави. Не. Треба да наоѓаме начин да ги променуваме тие работи. И затоа отворено така дискутираме и тоа создава товарна обврска врз нас утре. Како политичка партија која што очекува да превземе централната власт во државата, кога ќе ги имаме на располагање институциите, да не ги повторуваме овие грешки. Напротив, да го зголемуваме степенот на транспарентност, кој што е тешка работа, не е лесна, затоа што е често се зголемува степенот на критика, се зголемува степенот на јавност, но по мене е здраво за македонското општество. Брз ќе бидам и да завршиме. Законот за игри на среќа, вие бевте во собрание кога беше заглавена процедурата на минатиот закон, кој што беше во собрание од 2018 до кај 2022 година пред да се повлече од собраниска постапка. Значи во периодот додека вие сте пратеник во собранието, тој закон беше ставен на требаше да биде ставен на гласање. Станува збор за измени во законот за игри на среќа кои што треба да ги тргнат казината од населените места преку еден член кој што вика дека ќе ги дислоцираат на 500 метри од училишта, градинки и верски објекти. Ова го давам за контекст на граѓаните. Мене она што ме интересира од вас, првото прашање е зошто не успеавте тогаш, затоа што ВМРО е голем противник на тој закон, делумно е голем, одредени пратеници се противници на тој закон. Зошто не успеавме да го донесеме во 2018 и дали гледаме перспектива на која што може да се донесе сега овој закон? Зошто ВМРО како партија контрира овој закон да се донесе? Прво, кај вас ќе го кажам една работа што јавноста можеби не ја знае за мене. Јас сум доцент на правниот факултет, но заедно со уште еден колега на правниот факултет
имаме направено изборен предмет по странски искуства кој што е поврзан со регулацијата на игрите на среќа. Предметот се нарекува право на игрите на среќа и го имаме напишано единствениот универзитетски учебник во нашиот регион од областа на игрите на среќа. Тоа не е мој примарен научен интерес, но е една од областите на правото. Вие сте коавтор на тој учебник. Да, за кој што сум имал интерес да го разгледам од правна гледна точка. И ја познавам проблематиката многу суштински. Прво, Македонија во моментот има веројатно еден од најквалитетните закони за игри на среќа во делот на регулацијата и во делот на заштитните механизми. Дали има некои работи што може да се подобрат? Да. Проблемот со законот кој што беше пуштен во 2018 година, тоа е и не 2018, извинете, во 2021 година мислам дека се пушти таа верзија, пролетта 2021 година, првата верзија која што сега е повторно само со европско знаменце пуштена, е прво што целта не беше да се заштитат нити малолетните лица, ниту граѓаните, туку целта на тој закон беше, меѓу другото, да се легализира отварање на втора видеолотарија. Тоа беше суштинската цел на тој закон, бидејќи ако ние одиме во делот на заштитата на најмладите категории, ако одиме во делот на заштитата од пенетрација на игрите на среќа до сите граѓани, има начини на кои што тоа може да се направи и кои што го направиле многу странски држави. Ќе ви дадам неколку примери. Например, ние можеме со закон да ограничиме маркетинг, односно рекламирање на сите приредувачи на игри на среќа. Вие знаете во моментот дека, например, адвокат, нотар не може да се рекламираат. Така? Исто така можеме да ги ограничиме приредувачите на игри на среќа, да не може да имаат билборди, да не може да имаат телевизиски реклами, да не може да имаат радио реклами. Ако сакаме да ограничиме пенетрацијата, ние можеме да ограничиме физички како изгледа една обложувалница, еден автомат клуб од надвор, бидејќи нели надворешниот изглед го прават со цртани ликови, па тоа привлекува повеќе, значи Зашто не би оделе со нешто порадикално како Албанија и Косово, целосно забрана за игри на среќа? Теоријата ви покажува и праксата исто така ви покажува дека доколку вие одите со целосна забрана на игрите на среќа, тие и низ историјата и практично сега таму каде што се забранети ќе се случуваат. Значи ќе имате ви игри на среќа, но што ќе се случува во таков случај? Прво, нема да има заштита за тие луѓе кои што одлучуваат да играат во такви диви казина. Нема да има законска заштита. Сега, например, доколку имате награда во некој казино и не сака да ви исплати приредувачот, ви имате законски начин како да се заштитите. Примерно е заштита на луѓето кои што играат, примерно е заштита на државниот буџет. Со тоа што морам да кажам дека во моментов Македонија изгледа како да има диви казина, буквално е така изгледа државата. Не, во моментот во Македонија има можеби премногу регулирани казина, но во моментот по мене проблемот е начинот на кој што се дозволува да пенетрираат игрите на среќа, и тоа е нешто кој што ние доколку суштински седнеме, можеме да најдеме начин да го решиме. Нашиот сомнеш како политичка партија е дека ова е закон кој што е правен за бизнис интереси тоа на поединци. Тоа сакам прашам, затоа што неколку пати во минати интервјуа ви слушнав како го кажувате истото, го кажувате други ваши луѓе од партијата. Може ли конкретно да ни кажете кои се тие луѓе кои што сакаат да профитираат овој закон со име и со презиме и на кој начин ќе профитираат? Затоа што цело време кога го кажувате некако мала речица се спомнува, така некако се во некоја завиена форма. Ајде, ако имаме директен и конкретен одговор, кој ќе профитира со овој нов закон и на кој начин? Многу е просто. Значи, доколку го отвориме, например, членовите на надзорниот и управувачкиот одбор на новата видеолотарија, кој што согласно овој закон е противзаконски формирана, значи фактичка состојба е тоа, не е тоа моје лично согледување, туку тоа е факт, ќе видите непосредната поврзаност на тие имиња со актуелното раководство на ДОИ. Значи, зборуваме дека интересот е формирање на новата државна видеолотарија. Да, и интересот по мене, исто така со ова наводно ограничување, е промена на концентрацијата на каде граѓаните ги играат игрите на среќа на одредени локации кои што се надвор од урбани средини, а тоа се обложувалници и автомат клубови кои што се основани во последните неколку години. Вие сте истражувачки новинари,
можете тоа да проанализирате и собственичка структура и кој се е таму, барем тоа докажано е дека ИРЛ многу добро го прави. Останува да го погледнеме. Јас мислам дека е доволно за овој подкаст, Бојан. Па да, мислам дека можеме да завршиме. Да, Тимче Муцински, ти благодариме многу за гостувањето. Драго ни беше што беше дел од подкастот Разговор во редакција. За вас секој втор четврток на YouTube и Spotify каналите на ИРЛ и на Македонската радио телевизија. Можете да ги погледнете и старите подкасти. Ако стигнавте до тука, исто така можете да не поддржите нас и нашата работа преку копчето Донирај на ИРЛ. Така да во продукција на Истражувачка репортерска лабораторија, копродукција на МРТ1, ова беше 15-тата епизода на подкастот Разговор во редакција. Пријатно. Ви благодарам.